Почнува рокот за поднесување барања за директната финансиска поддршка во земјоделството, проектирана на вкупно 160 милиони евра, соопшти денеска ресорниот министер Љупчо Николовски. Сите пречки кои го кочеа процесот се отстранети, а решен е и проблемот со софтверот за аплицирање, информираше министерот. Крајниот рок за доставување барања е 15 септември. Земјоделците кои се заинтересирани да аплицираат, истото можат да го сторат по електронски пат, преку е-барање поставено на страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Оние пак кои не се во можност самите да креираат барање, министерот Николовски информираше дека најдоцна до 30 август годинава треба да побараат техничка поддршка од подрачната единица на министерството, за да можат да го запазат рокот за аплицирање. Апелирам до земјоделците да го испочитуваат овој продолжен рок за аплицирање, за да може поднесените барања навреме да се обработат и субвенциите да се исплатат согласно предвидениот распоред и календар во текот на годината, кој што е усогласен со типот на земјоделското производство, а кој што оваа реформска влада сака максимално да го испочитува. Барањата се поднесуваат по електронски пат, без доставување документи, врз основа на претходно евидентирани податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни, одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели. Пред поднесување на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво, со кое имаат склучено договор. Постапката за поднесување барање за директни плаќања е иста како и претходната година, а на сите огласни табли на подрачните единици на Министерството за земјоделство од денеска на видно место е истакнато и соопштение со сите потребни информации за аплицирање.